Краток, немав намера да се јавам за процедурално, но бидејќи очигледно се работи за безпотребна навреда или не знам како да квалификувам ова. Денес на Комисијата за надворешна политика имавме закажано седница со предлог точка на дневен ред ратификација на меѓудржавен договор за соработка во туризмот Македонија и Косово. Како секој председател на комисија, тоа го знае добро колешката Мираковска, должен е тој што е председател на комисијата или тој што председава да праша дали има предлози за измена и дополнување на дневниот ред. И јас сум поделовник обврзан тоа да го прашам. Член на Комисијата за надворешна политика подели материјали и предложи на Комисијата за надворешна политика дневниот ред да биде дополнет и освен точката ратификација на договорот меѓу Македонија и Косово за соработка во туризмот, да имаме уште една точка која што е доставена во собранието, а тоа е декларација по повод 150 годишнината од раѓањето на великанот Гоце Делчев. Јас ја ставив точката на изјаснување, се јавија уште неколку пратеници дека даваат своја поддршка на колешката која што го предложи тоа. Пратениците од СДСМ и ДУИ, со кои што имавме кворум и мнозинство за да работиме, избегаа од комисијата и не сака воопшто да се ниту да дискутираат. Значи може да се гласа против, за, воздржан, да не се гласа никако. Избегаа од комисијата, немавме кворум и седницата не можеше да продолжи. Тоа беше се што се случи на Комисијата за надворешна политика. Најлегитимно беше предложено да се расправа за декларацијата за 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Пратеничката од СДСМ избега, си ја заборави чантата. Значи, во такво, да речем, некоординирано настапување, ја заборави чантата, во ред колегите беа фер и обезбедувањето, ја вратија чантата, ја кажавме дека ја заборавена, но не знаеше како да постапи. Можеше да каже дека се согласува, не се согласува, или ќе беше уште подобро, како сега што кажа колешката од СДСМ од Охрид, да каже дека го поддржува. Ние сметаме дека оваа декларација за Гоце Делчев е обединителна, како резолуцијата што ја усвоивме сите пратеници заедно со СДСМ, ВМРО, ДУИ, Алијанса, БЕСА, сите пратеници гласаа за резолуцијата за македонските национални позиции по однос на спорот кој што некои соседи го наметнуваат. И ова за Гоце Делчев е токму истото. Дека го разбира светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Ние сме еден од тие народи, македонскиот, и зошто да не се поддржи таа вредност. И навистина беше безсмислено што пратениците од СДСМ и од ДУИ избегаа од седницата и немавме кворум ниту да се изјасниме дали се за или против она што го тврдиме тука. Благодарам многу, извинете. Значи, сакате денеска да наметнете